Доколку продолжи војната на Блискиот Исток, туристичките патувања ќе станат луксус. Ретко кој ќе може да си дозволи патување, особено со авион, бидејќи се очекува покачување на авионските билети во просек од 50 евра. Цената на керозинот ќе го диктира и поскапувањето на аранжманите, велат од Комората за туризам при Сојузот на стопанските комори. Ако продолжи војнава, не дај Боже, уште мал период, да стигне нафтата $200 по барел, тогаш нема ни у Куманово да одиме, не само ни Турција нигде, пошто ќе бидат скапи авионски карти, ќе биде несогледива последици по туризмот. Македонските граѓани кои имаат уплатено аранжман засега не треба да стравуваат од евентуално барање за дополнителна уплата. Нема откажување на аранжмани, но и цените не се менуваат. Промени евентуално се можни по 31 март на редовните цени, како и на цените за така наречениот last minute. Но, доколку се случи неочекуван раст на авионските трошоци, секако тоа ќе го платат туристите. Сите клиенти кога потпишуваат договор, односно кога земаат пакет аранжман со нас или со било кој друг туроператор или туристичка агенција, во општите услови на патување си постои услов дека доколку керозинот расте, тогаш постои можност да пакет аранжманот се покачи до 10%, што ние можеме да сами го покачиме пакет аранжманот без да клиентот се согласи на тоа покачување, бидејќи во општите услови пишува. Според Комората за туризам и туристичките агенции, интересот за нови аранжмани за Турција и Египет е замрен. Повеќе поради психолошки момент, а не отколку поради стравот од војна, но војната може да биде и можност, а не само опасност. После почувањето на целава ситуација има застој, во новите резервации, меѓутоа тоа не е, да кажеме, причина дека ќе има проблеми, пошто целава ситуација може да испадне и прилика за македонските туристи и за агенциите. Зашто? Ако продолжи целава ситуација, може да направат и Турција и Египет да направат last minute цени, што со феноменални понуди, што за македонските граѓани ќе пречекаат многу позитивно. Нема никаков конфликт на овие дестинации каде што имаме ние чартер летови, поготово Турција и Египет, нема конфликт, меѓутоа постои оној психолошки ефект кај клиентите. Според туристичките работници, оваа година хит дестинација се очекува да биде Шпанија. Таму цените се непроменети, а дестинациите се релативно блиску до Македонија. Традиционално Грција е втората дестинација каде што македонците може да летуваат.